Добро вечер на сите слушатели на Македонско радио, Радио Скопје. Па видите, кога збориме веќе за ураниумот, значи, ураниумот кој таков го има насекаде. Значи, еве, било каде го има, меѓутоа го има во одредени мали количини, мислам. Па да, пример, еве, овака буквално ако збориме, значи, пример го има и кај вас во двор. Значи, на 1 кубик метар земја кој ископате, таму сигурно ќе најдете 1 милиграм на ураниум. Значи, што представува една многу значителна мала количина на ураниум. Значи, ураниумот е составен дел од земјата. Сега, ако земеме онака во големи количини, значи, претежно највеќе го има во Канада. Значи, од таму се откриени најголеми резерви. После тоа на второ место доаѓа Русија, нели нормално поради својата огромна површина. После во последно време се најдени огромни наоѓалишта на ураниум во централниот дел на Австралија, значи во пустински дел на Австралија. После го има во Соединетите Американски држави, во Мексико, значи во делови од Бразил, Аргентина, значи претежно во големите држави го има. Не, овде во Македонија нема рудник, мислам. Не, Алчар е сосема друго. Алчар е за лорандит, мислам. А не знам и на Балканот да има некој рудник за производство на ураниум, мислам. Па видите, кој што реков, он не е опасен вие да го држите во рака. Значи, он испушта алфа частички. Значи, времето на неговиот полураспад изнесува 4,5 милиарди години. Значи, на основа на полураспадот на ураниумот е одредена и староста на земјата. Сега, значи, вака, буквално сега, ако земеме да збориме, ако 1 кило ураниум оставиме ние денеска, после 4,5 милиарди години, пола од тој ураниум, значи, ќе се претвори до олово и тука тој процес завршува. Сега, наредната половина ќе треба уште 4,5 милиарди години и така натака. Мислам дека ме разбирате. Сега видите, он највише го има во рудата уранит и креонит. Значи, тоа се две руди кои што најчесто се среќа во ураниумот. И што се прави, значи, со таа руда? После ископот, нели, таа руда се дроби, во флотација настанува одвојување на ураниумот, значи, и од тоа што ќе остане, значи, од тој ураниум, како потежок, нели, хемиски елемент, од него се прават така наречени жолти погачи. Жолти погачи на ураниумот, прилика налик на погачи на кашкавал. Сега, тие погачи се ураниум 235, значи оној ураниум што се наоѓа 99,99% на земјата. Сега, како се врши збогатување, значи? Збогатување се врши на тој начин што тие жолти погачи повторно се мелат и се поставуваат во така наречени плински центрифуги. И во тие плински центрифуги доаѓа до нивно постојано вртење на температура некаде од околу 48 степена и за период од 2,5 до 3 години, значи во тие плински центрифуги, доаѓа до одвојување, односно до прочистување на ураниумот. Значи, самата центрифугална сила, оној ураниум што е 235, ќе го исфрли кон зидот на самата центрифуга, додека во самото јадро ќе остане на најситното, најрафинирано, оној ураниум 232, од кој што се користи за производство на атомски бомби. Па не, видите, ураниумот, повторно пак ќе ви кажам, значи он не е опасен доколку не биде бомбардиран со некој неутрон. Ако стане бомбардиран, да речеме, со америциум или со некој друг хемиски елемент, значи веќе он станува опасен. А иначе, пример, до Втората светска војна се произведувале бои со кои што во тие бои, значи, се поставувало ураниумови оксиди и тоа биле бои за производство на стакло. Мислам, исто помнам и имаше една аукција пред неколку години во Соединетите Американски држави, каде што се продаде едно венецијанско огледало од
мислам од 19 век, златно италијанско огледало, златно венецијанско огледало, некаде за неколку милиони долари, и тоа огледало беше буквално направено, значи самото оној премаз што е на огледалото беше направено од ураниумов оксид. Сега, па добро, видите, тие зрачења се многу слаби, меѓутоа тоа се претежно зрачење на алфа зраци, а алфа зраците речено се стопираат со обичен лист на хартија. За разлика, пример, од гама, од X зраците или гама зраците, кои што веќе се доста опасни, мислам, доста представуваат голема опасност. Па видите што се случи сега. Тоа е едно прашање кое што не верувам дека во следниве 50 години ќе се даде правата вистина што се случи во Чернобил. Значи, таа 1986 година, значи, тој 26 април. Постојат две варианти за тоа што се има случено. Меѓутоа, и едната и другата варианта имаат некои недостатоци. Значи, на јавноста и беше дадено и беше презентирана една полувистина само колку да се смири целиот случај. Иначе во пракса тоа навистина не соодветства со тоа што го објавија. Па видите се што се случи. Мислам, интересно е нешто што треба да се знае, дека најголема опасност за нуклеарните реактори, значи, доаѓа е оној момент кој ќе снема електрична енергија. Значи, реакторот најлоша работа за него е тоа. Сега видите, значи, сите нуклеарни реактори кои што произведуваат нуклеарна енергија, значи, они се вржани за градска мрежа, кој ние што вели. Сега, у случај на некој дефект или испад на самиот реактор, значи, реакторот од производител веќе станува потрошувач. И значи он се приклучува на градска мрежа и оние пумпи што внесуваат вода внатре во самиот реактор, они вршат ладење на самото гориво што е внатре. И се во случај и тука ако настане хаварија, пример ако настане хаварија во градската мрежа, тогаш на секој реактор има свој дизел реактор, кој што за период од пола минута до минута он може да се вклучи, значи да произведе 1500 обртаи, тие 1500 обртаи ќе произведат 380 волти напон и со тие 380 волти напон, значи моторите може да се нахранат за да почнат да вртат, односно да несуваат струја во самиот во самиот реактор. Сега што се случи, значи во Чернобил? Како што реков, мислам како што објаснив, значи најголема опасност за еден реактор е да остане без електрична енергија. Значи, интересен е еден факт, дека самата хаварија се случи за период кога настана еден опит, кој имаше еден обид, за да се направи еден текст на нуклеарната централа со цел да се зголеми сигурноста на нуклеарната централа. Значи, што всушност се направи, требаше да се направи тој 25 април, значи, не 26. Видете, откако ќе престане да работи нуклеарниот реактор, значи, он се уште произведува парија, се уште моторите вртат топла вода. Меѓутоа, самите генератори, оние што се поврзани, топлата парија, нели, кој што ги врти турбините, они со секој нареден круг, они ја губат брзината. Значи, тоа е нешто слично као и кај рачна брусалица. Значи, ако вие една рачна брусалица која што врти до прилика 8800 обртаи во минут, ако ја исклучите од струја, она почнува споро да се опира. И при секој нареден круг брзината ја намалува. Сега што сакаа советите? Значи, советите сакаа со тој генератор, откако ќе намали брзината, они да произведат струја за период од 2 до 3 минути, додека се запалат дизел агрегатите. Значи, еден тест кој што беше така за поздравување, затоа што со тоа се зголемуваше безбедноста на нуклеарката. Во самата нуклеарка, значи, особено во тој тип на реактори што беа во Чернобил, значи, една минута ако фали
ако нема доток на свежа вода, значи самиот реактор ја зголемува снагата некаде за 5 до 10%. Сега минута време, да речеме, без реакторот да остане без свежа вода, не е страшно, меѓутоа веќе ако помина минута, 2, 5 или 10, више тоа не е реактор, више тоа станува атомска бомба, значи, која што е една многу опасна за човек, за човештвото. Сега, што се случи? Значи, како да објаснам, мислам, видите, би сакал да објаснам некои други работи, па после да може подобро да ме свати. Мислам, уште од времето на Сталин, сега не знам дали тоа Сталин го рекол, ја мислам дека Сталин го нема изјавено, него го има изјавено Никита Хрушчов. Значи, кога ги испратил своите советските спортисти на Олимпијадата на било која Олимпијада, он им велел вака, вика, видете да донесете злато од таму. Зашто да не барате злато во Сибир. Значи, тој тоталитаристички режим што беше во Советскиот сојуз, несуваше страв кај народот. И народот кој таков се плашеше од било какви последици што може да му се случат поради било кој неуспех. Еве ќе ви кажам, мислам малце ќе се одвоим од темата за Чернобил, да ви кажам само еден пример. Значи, најголемата катастрофа која што се има случено во вселенските истражувања, се има случена на 20. октомври 1960 година и во историјата е позната као неделина катастрофа. Значи, тоа се случува тогаш. Значи, тогашниот советски лидер, Никита Хрушчов, ги повикува сите председатели на оние држави сателити што беа на Советскиот сојуз и сега нормално треба да се активира една ракета и ракетата да помине поред Москва и овие вамо на Парадава да ја видат таа ракета. Мислам како еден од символ на советската победа односно победата над социјализмот, над трулиот капитализам, кој што во тоа време нели се збореше. И сега за лансирање на таа ракета е задолжен лично првиот човек, маршалот на ракетната единица во Советскиот сојуз, Митрофан Неделин. И сега он лансира, он е главен при тоа лансирање од Бајконур во Казахстан. Меѓутоа, при самото вклопување на ракетата, значи при самото местење, они приметуваат дека од вториот мотор, од него тече гориво. И сега, доколку се проложи со понатамошно слагање на самата ракета, може да дојде до, како да кажам, до експлозија, затоа што тие два химиски елемента, значи монометилхидрозин со азот пероксид као оксидатор, значи, они доколку не им треба на нив ни искра, ни ништо, они самите доколку дојдат во судир еден од друг, они може да се запалат. Односно, не да се запалат, да настане експлозија. Сега тоа работниците го обавестуваат на Митрофан Неделин, меѓутоа Митрофан Неделин е упорен и настојува да таа ракета по секоја цена биде лансирана, затоа што ако не биде лансирана, он е свесен за своите последици, затоа што вамо Хрушчов ќе испадне смешен пред неговите сателити, затоа што не е лансирана ракетата, односно ќе се покаже да неуспех на Советскиот сојуз. И затоа он по секоја цена гледа да го направи, да биде лансирана таа ракета. Сега тука доаѓа и во судир со еден познат советски научник, конструктор на ракети, Михаил Јенгели, мислам украинец, кој што во тоа време исто бил таму во Чернобил, доаѓа до физичка пресметка меѓу нив, до вадење на оружје. Меѓутоа, сепак, пошто Митрофан Неделин е маршал на прв човек на ракетната единица во тоа време во Советскиот сојуз, он наредува по секоја цена ракетата да биде лансирана. И сега што се случува? Се случува она што и он самиот го знае. Меѓутоа знаел доколку ако не биде ракетата лансирана, доколку он го направил смешен на Никита Хрушчов, нормално дека он ќе завршил во Сибир. И затоа ризикувал, значи или ќе успее или нема да успее, пошто и така не му гинело затворено. И за жал се случува таа една катастрофа при која на лице место гинат 99 луѓе. Буквално од тие луѓе не останува ништо, затоа што, како да кажам, кога се пали една ракета, доаѓа до согорување на тие гасови до 10.000 степени, мислам,
Знаеме дека минералите се топат на 7-8 степени. Така да од нив не останува ништо. Останатите колку 61 луѓе, значи колку што страдаат во таа катастрофа, значи вкупниот број е 159 луѓе, страдаат претежно све оној високо стручен кадар на најпознатото конструктивно биро за ракети во тоа време ОКБ 586 од Днепропетровск. Значи, тој е оној советски диктаторски режим, значи мора да се успее по секоја цена. Жртвите не се важни, значи жртвите се само бројки и нив никој не ги интересира, значи важен е само успехот. Тоа истото му се случи и се случи во Чернобил. Значи, што се случи во Чернобил? Во Чернобил има реактори, така наречени РБМК, што значи реактор со висока снага и канал на изведба. Тоа се реактори од втора генерација на советски реактори, кои што се малце и чудно и ова се што ќе го кажам, кои што се доста солидни реактори. Меѓутоа не се наменети за тоа производство. Значи, кога се конструирани овие реактори, нивна првенствена намена била за производство на плутониум. Меѓутоа, после тоа се видело дека они може да бидат искористени и за производство на електрична енергија и почнало да се размислува и за они да се користат како двигатели во тие нуклеарни централи. Иако научниците биле против, затоа што видите, тој тип на реактори, кој што беше во Чернобил, велеме доста солиден, меѓутоа имаше две маани на самиот реактор. Првата маана му беше тоа што оние сигурносни шипки што се. А тие сигурносни шипки што се ставаат помеѓу оние шипки со циркониум, каде што е ураниумовото гориво, значи тие ураниумови шипки кои што се сигурносни, кои што се направени од јаглерод, од сребро, од идмил, од кадмиум, значи од сите оние химиски елементи кои што лесно ги абсорбираат неутроните, кога се во горна максимална зона, па се додека се во долна максимална зона, значи им требаше 19 секунди да се спуштат. Што пример, гравитацијно која би се спуштале по принцип на слободна гравитација, не би се спуштале за отприлика за 6 до 7 секунди. Тоа беше првата маана на таков тип на тие реактори. И втората маана беше тоа што во самата конструкција на тие реактори беа такви да тие се направени за да, како да кажам, тие не трпат менување на снагата. Значи, дали поголема снага, дали помала. Значи, тие се направени едноставно, како да кажеме, као една машина која е направена да работи со капацитет од 90% од низината моќност и сега да работи од прилика 16 до 17 месеци за ред и после тоа нормално да се изврши ремонт и замена на горивото. Значи, така да во тоа време кога се планираше и Чернобил да се гради, односно нуклеарка да го Припјат, светските научници нагласуваа дека тие реактори не се баш соодветни за таков тип на нуклеарки. И дека оние ВВ реактори, значи кои што има пример во Кршко или во Козлодуј во Бугарија или во голем дел во Бохунице во Словачка или низ целиот свет, мислам. Значи дека тие реактори всушност се посолидни. Меѓутоа што преовладува, зашто се решија токму на овие РБМК реактори, советската влада? Затоа што овие РБМК реактори можат да работат и на ураниум 235. Сега, што значи дека кај нив не треба збогатување на ураниумот. И со тоа многу ја улеснува, не само ја улеснува работата, него ја улеснува и цената на производството на електричната енергија. И сега што се случува? Мислам, самата како... Да, ја разбрав. Па видите, што се случува? Значи, планиран е тест да се изврши. Значи, од 90% нуклеарката да се спушти на 50% моќност, односно на 500 мегавати, пошто реакторите тамо имаа снага од 1 гигават. 4 реактора беа, мислам и тестот се правеше на последниот реактор, на четвртиот реактор, кој што беше пуштен некаде 1983 година, кој што 3 години само беше во функција.
Значи, требаше да дојде до замена на горивото кај него и да се искористи гаснењето на реакторот, значи, ете и да се направи тој тест на реакторот. Претходно беше направен тест на таквиот реактор, на третиот реактор, меѓутоа, тој тест се покажа као недобар, затоа што после 4-5 секунди се изгуби струјата. А што всушност сакаат советите да направат? Значи, они конструираа еден посебен дел, кој што беше приклучен на генераторот, пошто реков, нели, генераторот се уште се врти откако ќе престане да работи турбината, да работи нуклеарниот реактор, значи она осовина што е таа се врти, и сега со помош на тој смален број на обртаи, советите да можат да произведат едно 3 минути струја додека се уклучи дизел агрегат. И са они на третиот овој, кажете го, не им успеа на третиот реактор и се пробаа на четвртиот. Значи пробата, односно тестот е планиран за 25 април во 9 часот, значи по нивно украинско време. Меѓутоа, они бараат од диспечерот во тоа време, нели, да се исклучи, да се намали снагата на реакторот, меѓутоа доаѓа до испад на една друга термоцентрала во Украина и диспечерот, значи оној кој што раководи со струјата од Киев, он не им дава да изгаснат централата. Затоа што има недостаток на електрична енергија во Украина, а тоа е периодот, нели, и пред 1 мај, кога се соборуваат сите рекорди учеснали на прославата на 1 мај. Така да тек после 23 часот, значи по украинско време, значи он им дава ете така можност да они да може да го изгасат реакторот и да започнат со тестот. И сега они започнуваат со тестот, значи тестот првенствено видите е сватен као електротест, а не е сватен као нуклеарен. И тоа беше едни од грешките можда на тогашниот директор, на тогашното раководство на самата нуклеарка. Значи, што се случува? Се случува реакторот кој што работи со снага од 90%, значи, они го симнуваат, планирано го симнуваат на 500 мегавати. И тука треба да започне тестот. Сега, тука настануваат сите нејасноти. Значи, тој момент е, никој не се потруди да го објасни. Дури ни Ханс Влик, оној председател на Атомска комисија што беше од тоа време, не сакаше да го објасни тој момент. Значи, нуклеарката реакторот се остава на 500 мегавати да работи, и сега тука постои копче, значи со кое што се остава на автоматско работење на реакторот. Значи го оставате вие на 500 мегавати и он колку и да треба, он си ја држи таа снага. Разбирате? Значи го оставате на таа снага и он реакторот си работи на таа снага, вие можете само слободно да го контролирате од страна. Сега, меѓутоа, реакторот одеднаш, мислам не одеднаш, него постепено почнува да им паѓа и паѓа до 30 мегавати, што е само 3% од снагата на реактор. Сега тука никој не се најде да го објасни до тој момент. Мислам, дали некој заборавил да го вклучи тој систем за автоматска команда на реакторот? Дали системот не работил или дали системот нарочито не е спуштен? Тоа ви велам, мислам, после 50 години може од советските архиви да се открие. Иначе, за сега мислам дека може да го знаат мал број на луѓе и ја не верувам дека има и живи луѓе кои што тоа го знаат. Сега, реакторот паѓа на 30 мегавати. Во таков случај, која ќе дојде да падне на толку слаба енергија, мислам на 30 мегавати, во самите оние цевки кај што се наоѓа, што се од циркониум и кај што има оние ураниумови апчиња, доаѓа до така наречено ксенонско труење. Сјавува изотоп на цезиум 133 и доаѓа до само гушење на реакторот. И сега, во вакви случаи, единствена шанса
за да се острани тоа ксенонско труење на реакторот, така наречено ксенонско струење, е тотално да се изгаси реакторот, да се остави неколку дена и потоа повторно да се вклучи. Значи, тоа е единствен начин кој што е предвиден во цел свет за тоа. Меѓутоа, што се случува? Оно што го реков, значи, тестот мора по секоја цена да успее. Затоа што некој ќе одговара за тоа, затоа што тоа беше Советски сојуз, затоа што таму не смееше да се. Самиот, видите, се малце морам да го објаснам на кој принцип работи. Значи, во самото јадро, еве замислете си го тоа како еден сноп од цевки. Значи, вие имате цевки кои што се направени од циркониум, од еден метал, и во него имате апчиња од прилика апчиња као андол, малце, као 2 андола од прилика, и во него се вметнати тој ураниум. Значи, ураниум 235. Сега, на 3 нив оди една сигурносна шипка. Таа сигурносна шипка, значи, направена може од графит, од сребро, од иридиум, од кадмиум, од сите оние хемиски елементи кои што лесно го абсорбираат неутрони. И сега во тој сноп од цевки, значи, во едно јадро, во еден реактор, минимум мора да се работи со 25 цевки. Такви сигурносни цевки, значи, во тој тип на реактор. Ако треба да се работи со помалку од 25 цевки, значи, мора да се обавести директорот на нуклеарната централа, главниот инженер, и он да дозволи тоа. Значи, со подпис само може тоа да се направи во Советска. А со помалку од 12 цевки. Значи, и председателот на Советски сојуз да дојде, он не смее да работи со тоа. Значи, постоеше едно такво правило кај тие реактори. Меѓутоа, овие луѓе, во моментот тоа не го послушале тие правила. Значи, они започнуваат со тестот, гледаат дека реакторот им паѓа на 30 степена. Они што прават? Сигурносните цевки ги креваат во скроз максимална, ги вклучуваат најнапред пумпите, а цевки да ги креваат максимално горе, мислам, оние сигурносни цевки. Или работат со 6 до 8 цевки, што е несватливо за еден таков реактор, да работи со толку мал број на цевки. И сега што се случува? Оној системот што треба да произведе електрична енергија, исто не успева да произведе електрична енергија. После 4-5 секунди он ја губи струјата. Како што има направено и претходно во третиот реактор. И при тоа, што се случува? Значи, реакторот останува без вода. Она малце вода што е кај него, таа вода почнува да се претвара во паре, затоа што неутроните се движат, нема свежа вода да ги разлади, иначе таа вода е примарна вода, значи таа вода не се меша со надворешна вода, значи таа е вода, дестилирана вода со 12% на борна киселина. Значи, моторите не внесуваат разладена вода во самиот реактор. И што се случува? Значи, за кратко време реакторот почнува снагата нагло да ја зголемува. Значи, од 30 степени. За неполни 10 на 20 секунди оди на 200 мегавати. Од 200 мегавати за 10 на секунди се качува на 500 мегавати. Они почнуваат веќе да ги спуштаат цевките, да даваат команда. Меѓутоа, реакторот веќе има преголема топлина внатре во самиот реактор. Цевките, кога почнуваат да се спуштаат внатре, они се загреваат. При загревање они почнуваат да се деформираат, тие сигурносни цевки, и не може да продолжат надоле. И се што се случува? Понатака е веќе све историја. Значи, од 500 мегавати, веќе не се броју минути, него се броју секунди. Се качува снагата на 1 гигават, па на 5, на 10 и доаѓа на 30. На таа снага, од тие 30 гигавата, настанува таква експлозија, да тој капокот што е на нуклеарниот реактор, значи кој што тежи од прилика околу 1200 тона,
таа експлозија буквално го подига 40-50 метра во воздух, парчиња летаат и до 300 метра, како што виделе ривари кои што биле во самата околина. Може да се замислите еден капак кој што тежи 1200 тона. Значи, замислете си тоа се отплика како 10 локомотиви, пример, или као 30 тенка Т-55. Мислам, може да се замислите колкава експлозија е била таа за да се произведе една таква разорна моќ да го буквално да го здроби тој капак. Понатака веќе све си е историја, значи се не можат они да го сопрат, снагата више се знае дека не можат да ја вратат, пошто видите, при самото планирање на нуклеарните реактори, значи они секогаш, ако е планиран реакторот за да издржи снага од 1 гигават снага за производство на електрична енергија, он има 3,2 гигавати термална снага. Значи, они се планирани 3 пати повеќе да можат да издржат притисок. Значи, при самата конструкција на било кој нуклеарен реактор. Но овдека снагата е отидена 10 пати повеќе и самата конструкција не успеала да го издржи тој огромен притисок што доаѓа на водената пара. Фактички, во нуклеарката Припјат, во 4-тиот реактор експлодираше водена пареја, не експлодираше ураниум. Па видите што после се случи. После таа експлозија, нели, доаѓаат пожарникари. Нормално, со оние одела, со све тоа. Меѓутоа, при самата експлозија, значи, внатре во јадрото на реакторот, значи, има околу 170 тона на разноразни хемиски елементи, значи во најголем број на ураниумот. Сега при нуклеарната фисија кај ураниумот, значи он се двои на бариум и на газ криптон. Значи тој распад, тоа бомбардирање на неутрони на ураниумот, значи се добиваат тие два хемиски елементи. Меѓутоа, покрај нив се добиваат еден куп многу по како да ги кажам, хемиски елементи кои што се опасни за човештвото. Значи, во прв план е тука цезиумот, после доаѓа плутониумот, кој што е најотровен хемиски елемент. Мислам, тоа е вештачки хемиски елемент. Тој го нема во природата. Америциумот, кој што е исто многу опасен, високо радиоактивен хемиски елемент, кој што го нема слободно во природата, меѓутоа се добива вештачки по тој пат. И сега што прават, да речеме, тие пожарникари или тие спасители? Значи, они почнуваат со вода да го гасат тој пожар, пошто нормално при секоја експлозија се јавува пожар. И се почнуваат да го гасат. И сега, како што доаѓа секоја екипа, она не е свесна за ризикот на самата катастрофа. Зашто видите, во тоа време радиоактивноста се мереше, значи, во рентгени. Значи, еден простор кога е озрачен, он се мереше во рентгени. Сега, тој просторот таму каде што... Видите вака, човек, пример, ако биде поставен во простор каде што во еден радиоактивен простор каде што има 500 рентгена и ако е 5 часа изложен на тие 500 рентгена, медицината не може да го спаси. А овие луѓе ваму кога дошле да гаснат пожарот, они били изложени на 34 до 35 илјади рентгени. Иначе после 15 минути, после пола час кај нив почнува да се јавува мачнина, се јавува повраќање, бараат замена, тргнуваат веќе од тоа место, гледаат дека нешто не е во реду, тргнуваат кон ова. Меѓутоа, како што велат советските власти во тоа време, затоа што ни прикриваат све, мислам, они дадоа дека Демек 31 жртва има на тој 26 април. Значи, имало буквално пожарникари кои што не можеле пешки да отидат
амбулантата. Значи, он од толкава силна доза на зрачење, они по самиот пат паднали и тука и останале. Мислам, несватливо е тоа колкава е таа доза на зрачење, пример да бидеш 15 минути или пола час. Па видите како после советите им текна, мислам, видите, они криеа за тоа, меѓутоа нуклеарката во Шведска, Формаркс, што е, она таму ги откри радиацијата. Поточно радиацијата беше откриен од еден шведски воен авион. Значи он кој што пролетувал на 27-ми, значи во делот во северна, во делот околу Северни Советски Сојуз тогашен, кога се спуштил на аеродром, и приметиле кај него зголемена радиација. И они помислиле дека таа е радиација од нуклеарка во Шведска. И одма побарале од таму интервенција. Меѓутоа, после 24 часа, они виделе дека таму не се случува ништо во таа нуклеарка. И после нормално они идат по трагот и веќе се посумнуваат дека хаваријата е некаде во Советски Сојуз. И после 2 дена, мислам, Маргарет Тачер, или кој беше во тоа време, го притиска на Горбачов, и Горбачов тек после 2 дена од хаваријата, он признава дека хаваријата се има случено во Чернобил, дека така и така, дека 40% од химиските елементи што се надвор се од експлозијата изфрлени надвор, дека радиацијата таму е 400 пати поголема него што било во Хирошима и Нагасаки. И веќе се започнува со едно, па да, видите, сега средување како беше. Самиот тек на настаните не оде во прилог на Советски Сојуз. Значи, хаваријата беше толку голема да, на пример, они има еден отворен извор на нуклеарно зрачење, и тоа на интензивно нуклеарно зрачење. И они што направиле? Значи, со помош на хеликоптери, со било како, почнаа да фрлаат олово врз, затоа што оловото се опира, или радиацијата. Меѓутоа, самата топлина почна да го топи оловото, и таа оловна пареја што се произведе тогаш, мислам, во тие моменти, она после стана главна пречка за, не знам ја тоа медицински, да го објаснам, при заболување на некоја жлеза, мислам тиреоидеа, сега не ме држите за збор, мислам најголем број на заболени има токму од тој дел кои што беа заразени со таа оловна пареја во Украина. Затоа што таа оловна пареја се прошири низ цела територија на Украина. Меѓутоа и тоа не беше спас, значи почнаа да фрлаат и песок, и тука се изјалови некако работата. И оно што беше најопасно, значи, ај тоа што се случи на 26-ти, се случи, мислам, они успеа некако да после да изгасат. Меѓутоа, во самото јадро кај што беше, значи, јадрото беше бетонско, таму температурата беше многу висока. И постоеше опасност, значи, тој бетонски дел што е, кај што лежи реактор. Значи, самата топлина, бетонот да биде стопен, и откако ќе биде стопен, он да падне доле во едни огромни базени со вода. Сега, тоа се случуваше веќе фати мај, значи, после прославата. Зашто, нели, требаше период за да сепак тој ураниум да го стопи тој бетон. Русите беа свесни во тоа време за таа опасност. Они во тоа време тајно доведоа преку 1000 вагони, значи во Киев, во Гомелјск, во Минск, во сите тие делови, за да можат да извршат евакуација на луѓето. Зашто они при самата хаварија извршија 300.000 евакуација на народ. Меѓутоа овдека беа, веќе се работеше за милиони. И токолку се случеше, да речеме, тој ураниум, да го продре бетонот и да падне во тие базени во вода,
ќе се створеше една таква експлозија, која што Европа ќе ја направеше да биде, мислам, не претерувам, да биде ненаселен на континентот. Зашто, пазите, само за пример ќе ви дадам. Бомбата која што беше фрлена во Хирошима имаше снага од 10 килотона, а во Нагасаки имаше снага од 13 килотона. А овдека, доколку се случише една таква хаварија, ова една таква експлозија, снагата на таа експлозија ќе беше од 3 до 5 мегатона. Значи, може да се замислите. Една таква експлозија, значи, може да доведе до кратер, направи до 200, до 300, до 500 метра да направи кратер, а ние знаеме дека сите подземни води преку некои си канали низ Европа се врзани. Значи, прво што ќе направи, ќе затруја водата. Ќе направи радиоактивно. Значи, никогаш Европа во својата историја не била толку опасна, во една толкава голема опасност, како што била во мај 1986 година. Меѓутоа, за таа тема многу малку некој сака да збори, мислам. Не, повеќе се одбегнува, значи не сака народот да се плаши, да се... Затоа што со тоа им се отвара устата, така да кажем, но ние што се против нуклеарките. Иначе, мораме да бидеме реални, да признаеме дека светот денеска не може без нуклеарна енергија. Мислам, нуклеарната енергија е нешто 30, преку 35% пример државите во Европа електрична енергија добиваат од производство токму на овие атомски централи. Па, добро, да, втората варијанта. Преска се сеќавате кога спомнав за ксенонско труење на цевките кај што е ураниумот. Видете, тие ураниум кои што се поставува во нуклеарните централи, значи тоа се отплика као нешто поголеми апчиња оние, како што се аналгин или андол отплика таква, не дупли. Сега при нив тие се поставуваат во цевки кои што се изработени од циркониум. Циркониумот е најидеален за таа работа, затоа што циркониумот како материјал има висока точка на топење, некаде околу 1800 степени Целзиусови, а има лесно ги пропушта неутроните. И затоа он е погоден за изработка на вакви сега, при тоа ксенонско труење, значи, при тоа такво нагло намалување на снагата на реакторот, се создава изотоп на еден газ ксенон 133. А тој газ ксенон 133 е газ на иднината. Со него може да се користи као гориво. И го користат као гориво, да речеме некои современи ракети, кои што се наоѓаат веќе во орбита околу Земја. Значи, една од претпоставките е дека Советскиот сојуз во тоа време вршил тест проба, дека не е ништо случајно, дека нарочито е направен тој пропуск себе, да го речеме. Значи, пуштен е реакторот да биде изгаснат, само да се произведе тој изотоп на ксенон 133. Сега, каде оманал тука тестот и каде доаѓа до грешка, значи тоа исто денеска мал број на луѓе го знаат. И мислам дека тоа е, како што преска реков, значи, кои ќе се отворат советските архиви после 50 на години, ако се отворат, тогаш може да се каже каде е грешката на... Па, видите, заштита за заштита од реакторите постојат два начина. Значи, едниот е така наречен амерички начин на заштита на реакторот, значи околу реакторот се прави еден, како да го кажем, саркофаг и пример во случај на хаварија или во случај на истекување на гориво или пожар или некаква радиација или било што. Значи тој саркофаг за период од 30 на минути, значи он самиот херметички се затвара. И при тоа херметичко затварање, значи све оно што се случило внатре, ќе остане внатре. Значи, како што се случи хаваријата 1979 година, значи,
на остров 3 мили во Америка. Значи тоа е прва поголема катастрофа која што се има случајно на човештвото. И ете, тој модел таму се покаже успешен. Меѓутоа успешен е за такви ситни хавари. Затоа што видите, вие имате заштита од пожар. Имате заштита од радиација, но немате заштита од експлозија. Од експлозија нема заштита. Значи, ако на остров 3 мили се случише таква експлозија која што беше во Чернобил, џабе им беше тој саркофаг. Затоа што моќта на експлозијата ќе го разнесечи саркофагот. Сега тој е амерички начин, а советскиот начин е систем на заштита на превенција. Значи, не само кај нуклеарните реактори, да речеме и во космичките летала кај Советскиот сојуз, примери кај Буранот и кај било. Кај нив сите оние системи, значи, што се удвостручени или да не речеме утростручени. Значи, они по реактор поставаат 3 дизел агрегати, иако еден треба. Значи, сите оние места кои што им се ризично ни поставуваат дупли команди. Сега тој систем на превенција е добар. Значи, у многу работи се покажал како ефикасен. Значи, меѓутоа, пазете, пак таа игра со како да ја кажем, со нуклеарната енергија е као клизање по жилети, мислам. Ме разбирате? Мала грешка и веќе може да дојде до една голема катастрофа. Па, видите сега овде на Балканот колку сме ние во опасност. Пример, не е Кршко најблизок реактор. Видите, најблизок реактор на Македонија, мислам, кој што ви представува опасност, е реакторот во Козлодуј, во Бугарија. После реакторот, отприлика до Козлодуј има некаде, сега, колку вака грубо да кажем, негде од 300-350 км отприлика воздушна линија. Значи, после втор реактор кој што е така би бил опасен за Македонија е реакторот Черна вода во Романија, значи близу Букуреш. Тоа отприлика па колку може да има од 400-450 км и после Кршко. Значи, Кршко отприлика воздушна линија некаде 700-800 км од Скопје. Други држави тука во околина, или освен Бугарија, примерно, од овие 5 држави што граничи Македонија, друга држава нема нуклеарен реактор. Па не, видете кога се збори за Бугарија, значи Бугарија за времето на Живков беше многу јака, како да кажем, имаше многу високо стручен кадар во областа на нуклеарната физика. И сега, ако не го сметаме Советскиот сојуз тогаш, значи, после Франција и Германија, на трето место по кадар беа бугарите. И сега во Бугарија, значи, во тој период, во времето на Живко, значи, имаше 6 нуклеарни реактора. 4 беа со снага од 440 мегавати и 2 и денеска кои што работат, значи, со снага од 1 гигават. Значи, вкупна инсталирана снага денеска ни имаат 2 гигавата снага. Па добро, видите, тоа што им ги затворија, мислам дека беше од некоја политичка причина, тука не навлегувам од тоа. Меѓутоа знам дека во една прилика, некаде која година беше, се не ме држите збор, некаде 5-6 години после хаваријата во Чернобил, за бугарските реактори лично Ханс Блик кажа дека некои француски реактори се многу поопасни отколку бугарските реактори. Затоа што Европа ја притискаше Бугарија да ги затвори тие реактори. Значи тоа беше една политика, значи помеѓу на студена војна. И Бугарија, пример, беше принудена кога влезе во Европска унија, мислам, и пред да подпише, пред да влезе, значи она мораше да ги затвори тие нуклеарни реактори за да може да влезе.
во Европска унија. Мислам, тоа е политика. Тука не ми се јасни тие работи, не навлегувам. Меѓутоа, знам дека во тоа време по реактор, значи, по реактор, Бугарите има 4-5 екипи. Значи, може да се замислите, 6 реактори. Они имале преку 30-35 екипи кои што можат да работат на нив. Значи, ако ја велам екипа за реактор, тоа сметете ги дека таму најниско образованиот е инженер. Значи, дури и онаму што мете е некаков си техничар. Значи, не е обичен човек земен од улица. Значи, се работи за високо стручен кадар, кој што Европска унија им ги затвори на нив реакторите, а после нивниот кадар го зема да работи во Франција. Ме разбирате? Значи, тоа е веќе политика, нема тука наука. Не, во Бугарија има сосем друг тип на реактори. ВВР, така се нарекуваат, висоководни енергетски реактори. Се тие. Тоа е друг тип на реактори за разлика од Чернобил. Значи, они користат ураниум 232. Значи, они збогатен ураниум. И сега, па, не, мислам дека не може да... Тоа што се случило во Чернобил, мислам дека беше една голема опомена за човештвото и мислам дека никаде во светот веќе не може да се случи таква хаварија. Мислам, као што беше во Чернобил. Па не, видите, никогаш не се одреди точно колку има жртви од таа Чернобилска катастрофа. Значи, излегува 3 института кои што дадаа некои проценки за тоа колку жртви има во периодот од 1986 до 2000 година. Значи, Вашингтонскиот универзитет за атомска енергија, значи, он велеше дека жртвите се некаде околу 15.000. Значи, за периодот од 86 до 2000 година збориме. Институтот во Виена, кај што е седиштето за атомска енергија, спомнуваше цифра некаде од 20 до 25.000. А доека она што беше најинтересно е да токму Московскиот универзитет за нуклеарна енергија даде најголема цифра. Значи, некаде он велеше дека периодот од 86 до 2000 година, дека од последиците на хаваријата во Чернобил, каде што највише настрада соседната држава, мислам, во тоа време, соседната република Белорусија, дека жртвите се околу 30. И видите, денеска, пример, најголем процент на, мислам, на она железда, како се вика, тиреоидеја, најголем број на болни има токму во Украина. И мислам дека некаде околу, сега не ме држите збор, дека некаде околу 15 до 16 илјади семејства добиваат помош од државата, значи, за последиците од Чернобил. Затоа што имаат некои настрана. Значи, видите, бројката никогаш нема да се дознае, вистинската бројка колку е, но се работи за едно доста голяма бројка, мислам. Па не, видите, пак е свет. Не би можеле тоа да го тврдиме. Мислам, затоа што пак велам, мислам дека и тие институции кои што се занимаваат со таа област, дека не се компетентни тоа да го кажат. Вака да даваме слободни проценти, мислам, не е. Па, добро, видите, се во Македонија. Да. Пазите, па колку кошта. Видите, значи, што е потребно за да се изгради една нуклеарна централа? Мислам, да, во Македонија може. Може, пример, еве да речеме, во Маријава. Сега чинењето на еден реактор. Значи, за еден реактор од 1 гигават. Значи, ако изградите само 1 гигават, значи, она многу зависи од конфигурацијата на самиот терен. Дали треба да правите езеро, дали брани, па колку брда треба да спуштите, да израмнете, да ископате, да света. Значи, све тоа влегува калкулација на цената. Значи,
Сега вие дали направиле еден или 10, сигурно ако направите 10 би било многу поевтино, затоа што вие таа, како да кажем, инфраструктура направиле за еден нуклеарен реактор, а за 10 исто вие мора да ја направите. Така да веќе ако се прави, подобро да се направи инфраструктура за неколку нуклеарни реактори, отколку во само за еден како што беше во Словенија. Сега, која е цената, ме прашувате? Значи, цената секогаш варира, значи, од самата конфигурација на теренот, кој што реков, значи, и по нуклеарен реактор, значи, излегува некаде од 3 до 4 милиарди евра. Тоа снага од 1 гигават. А доека секој нареден реактор, само реактор, значи, кога би сработил као реактор, отприлика цената му е пак тука некаде од милиони 700, од милиарди и 700 па до 2 милиарди на евра. Па не е нормално, мислам. Не, видите, тоа Македонија нема тие, мислам, смешно е да збориме воопшто за тоа. Меѓутоа, знам едно време имаше предлог, уште пред 10 години, Грција да го финансира тоа, значи она, пошто Грција, видите, има недостаток на електрична енергија. Најголем увозник на бугарска струја е токму Грција. Бугарија е голем производител на електрична енергија. Она има огромен потенцијал за производство на електрична енергија. А доека Грција има многу слаб енергетски потенцијал. И он едно време даде предлог, пример, да се изгради нуклеарен реактор во Маријовско, значи, на Црна, да се направи така, тој дел од Македонија е пустелија, значи, и од таму они да може да се снабдеваат со електрична енергија. Значи, у случај ако нешто не дај Боже да се деси, они да се бидат чисти, ние овде како Македонија да. Меѓутоа Македонија тоа го отфрли како предлог и ја стопираат нуклеарката. Па, видите вака, мислам, што се однесува до опасност од нуклеарните реактори, мислам во таа смисла. Значи, нормално дека постои опасност, мислам, еве, сега не дај Боже, некој силен земјотрес, некој со снага од 8-9 Рихтера, значи би можело нешто би. Или па, еве, кој што беше погрешна конструкција во нуклеарната централа во Фукушима, значи кај што јапонците при самата конструкција не предвидеа едно такво цунами дека може да им се деси и они ги поставија агрегатите доле во самите подруми, така да при првиот налет на водата, значи водата успеа да ги потопи тие агрегати и они останаа без електрична енергија. Така да они иако и текнаа ги ладеа, нели, со некои, кажете ги, со вода која што ја зима од цистерни со пумпи. Меѓутоа све тоа беше без некаква корист, мислам. Сега видите, кога се работи конкретно, пример, еве, знам за случајот помеѓу Југославија, Романија и нуклеарката во Бугарија, кога се граеше. Значи, во ист период се граеше и централата, хидроцентралата на југословенско-романската граница Гердап 1 и Гердап 2 и Козлодуј. Сега, во тоа време знам државите има едно усогласие помеѓу себе, значи во случај да не дај Боже некоја хаварија на Гердап 1, затоа што нивото на Гердап 1 е за 60, на кота 68, значи горното езеро. Сега Козлодуј сигурно е за 20 метра понизок во однос на Гердап 1. Значи таа, која би дошло до непланирана хаварија, која што се вели повторно, не дај Боже, мислам, дали било преку браната,
или преку двете преводници што се на сега денеска на српска и на романска страна, значи може да дојде до поплава на Козлодуј. Се во тоа време страните, трите држави, значи, од една страна Југославија и Романија, како заеднички проект на таа држава, на тој проект на таа хидроцентрала Гердап 1 и од друга страна како Бугарија, значи се договорија да сите оние ризични елементи што се во бугарската нуклеарна Козлодуј бидат подигнати за 20 на метри во случај на таква хаварија. А што се однесува до терористи, значи кои што ги спомнавте, видите, терористи не можат ништо да направат на нуклеарна централа. Мислам, ама баш ништо. Значи, они може да предизвикат само психолошки страх. Зошто? Зошто го велам? Затоа што после Чернобил, значи, повторно ќе го спомнам Ханс Блик, значи, по негова идеја се даде налог да нуклеарните централи имаат дупло раководење. Значи, еве да речеме конкретно нуклеарката во Кршко. Значи, нуклеарката во Кршко може да биде затворена и од центрите во Љубљана и во Загреб. Значи, тоа е направено токму од таа причина. Значи, доколку некој, еве, од било кој причини, сака да направи хаварија, значи, он нема да може да успее, затоа што таа нуклеарка ќе биде затворена конкретно од некое си друго место. Ме разбирате што се да кажам? Пример, еве за Козлодуј, исто и у Козлодуј така е направено. Пример, ако се обиде некој терориста да влезе, кој прво група од неколку терористи не можат ништо да ја направат. Буквално ништо. Са, ако веќе дојде до голема група, значи таа голема група треба да несе неколку камиона експлозив, па за да може да направи хаварија како што е кој што беше во Чернобил. Што пример е денеска тоа невозможно, затоа што пример самата нуклеарка која ќе се види дека се наоѓа во некоја опасност, не мора тие инженери што се во Козлодуј, во Кршко, во Запорожје, во било каде, мислам, значи они можат од други центри да ја стопираат нуклеарката. Така да повторно напоменам, значи сите тие терористи или тие терористички закани се всушност само психолошки закани врз човекот. Иначе немаат никаква, да не кажам теоретска шанса дека нешто може да им направат на тие нуклеарни централи. Па благодарам ја што ме поканивте и поздрав до сите слушатели на Македонско радио.